Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот. Добар ден, Македонија, добар ден, почитувана публико, добродојдовте во Гласот на народот. Саботно издание кое го посветувам токму за најсветите нешта наши, а тоа се децата. Нема посветло и посилно од детето. Каде да одиме, навистина тие се нашиот патокас, тие се нашите светилници кои го осветлуваат патот на нашиот живот, но ние како родители мораме секогаш да бидеме тие што се вика, се представуваме еден беден да ги заштитиме. Но колку државата ги заштитува децата? Колку државата мисли на нашите деца, општо на младината, имајќи факт дека на младите останува еднината, тоа е една дилема, прашање, да се биде или не во смисла на зборот политичар, за да ја обстоиш на политичката сцена, доколку ги оправдаш основните критериуми и стандарди, а тоа е да се грижиш пред се за општеството, за функцијата, за семејството, покрај тоа што преферираме и артикулираме, агитираме што повеќе наталитет, а заборавајќи пред се обврските кон тие деца, дали ги исполнуваме основните стандарди тие деца да функционираат, живеат и така натаму. Ќе додадам и тука во галиматија себе и проблеми со локалната самоуправа, а тоа е дека градоначалници, да бидеш добар и градоначалник, да бидеш реизбран, треба да се грижиш за својата чистота на градот, инфраструктура, добар сообраќај и така натаму. Но за тоа понатам во нека друга емисија која ќе биде во најскоро време, имајќи факт дека се појави голем вакуум во политичкиот живот во Македонија, како на централно, така и на локално ниво. Народот е тој што најмногу ги плаќа пеналите. Народот е тој што плаќа жртва. Жртва дава од која причина? Го нарушува својот мир, свој спокој. Да бидам искрен, знаете дека јас немам влакно на јазикот. Говорам без ракавици. За волјата на вистината, бидејќи гласот на народот е Божји глас. Кога речем Божји глас во вистинска смисла на зборот. Не е работата да ве манипулирам како водител, автор на овој проект Гласот на народот овие 17, поточно 18 сезони, катадневно сум со вас, туку секогаш го слушам оно што вие го препорачувате. Го препорачувате да го спомнам и овој факт. Дека неодамна еден извршител пријавил на заработувачка 1 милион евра. Да, јас бев вчудо не виде, викам, зарај точно. Да, го сам Томич, 1 милион евра заработувачка. Па, драги мои македонци, пријатели, не сам ко биохемија, рекол македонци, сите што ја сакате, почувствувате од држава како татковина, дали натаму треба да им се даде простор на овие джелади атака, че речем, забелешка на народот, кои преку ноќ стана големи милионери, мултимилионери и забораваат на маките на луѓето. Дури забораваат на семејствата, чии родители крпат крај до крај, а децата патат и имат проблеми и се третирани како деца од посебни потреби, кои немаат ни да купат основни средства за храна, а камоли да речам што е најбитно, лекови. Токму темата ја посветив за децата со посебни потреби. Тоа го сторив и минатата сезона во Гласот на народот со Зоран Мјалков, мој драг пријател и соговорник, кој ќе му посакам добар ден и добродојде. Добродојде, Мјалков. Добар ден, добар нашол. Фала за времето остапено. Заслужувате многу, не само од мојата страна, од моја страна, верувам и моите колеги, тоа треба да го сторат на сите медиуми, имајќи факт дека Македонија никош не сме да ве заборави како држава, пред се кој чече Македонија, мислам на естаблишментот. Не да трчаат како, не да речам, гладни за своји политички поени или да се закачаат некои чинови на своите палети, кој колку ќе дојде да се ракува со вас, а потоа да ве заборава. Ова го велам од која причина? Од причина бидејќи
Многу сме тата-мата за мейкап, за шминка, за, да. за глумачка академија. Не знам колку ни Холивуд може вода да ни носи, колку глумци има во Република Македонија, политичари. Секоја чест на исклучоци кои се сочувствуваат. Ви имате на иницијатива, тоа е во паркот наспроти собранието, познат по Скопски, да речам, жена парк. Да. Меѓутоа, тука машки наистина се брани секоја иницијатива, а тоа е, че ни кажете повеќе вие. Значи, оваа иницијатива е иницијатива на сите родители на деца со посебни, на деца и возрастни со посебни потреби или инвалидитет. Значи, се работи за сите. Решивме, се обединивме, без разлика на националност, без разлика на било каква припадност, без разлика на здруженија. Значи, здруженијата почнавме да се обединуваме во една целина, бидејќи се свати дека речевањето може да биде само институционално и во пакет, значи за сите. Сите тоа тие што деца вие се барате, наши деца. Да. Кои се вашите барања? Значи, две основни, значи барањата веќе вапчињата ги знаат, така нема ни да ги повторувам. Така. Гледачи ќе се јават и ќе ги кажат, се надевам родители. Значи, има две работи што се многу битни. Националната стратегија за лица со посебни потреби, која што е подпишена во 2001 година од 3 министерства. Министерство за труд и социјала, за здравство и образование. Оваа стратегија е ставена... Особено како хартија на маса. Па хартија како се разработува, меѓутоа најважното не е сработено, а тоа е учеството на нас кој што ја имаме оваа мака. Значи, моја драга собовка има кажано ништо за нас без нас. Бидејќи, еве, ако ти имаш проблем и јас земам да го решавам, значи, а ја го немам истиот проблем, што треба? Треба тебе да те пашем, ти го имаш проблемот. Значи, ние сакаме да бидеме партнери со институциите, партнери со власта, партнери со опозицијата, бидејќи сите тие имаат обврска, се добире пратеничко место и нивната обврска е основните работи да ги обезбедат. И позиција и опозиција можат да политизираат за што сакаат друго, меѓутоа за основните работи, подобро здравство, подобро образование, обезбедување на ранривите категории. Значи, тоа мора да бидат, тоа мора со консензус, со 120 гласови за да го гласаат. Ние ако си ги поставиме основите како што треба, тогаш многу ресно ќе биде, тогаш ќе се сведеме на борење со идеи, а не префрлање на вина едни на други, тогаш ќе прекинат да си вадат очите меѓу себе. Значи, доста беше да дојдат сите 120 пратеници и да видат колку ние родителите, без разлика на партиска, национална, верска припадност, како бабичка во 11 часот чајни носи, да видат колку сме спротени. Значи, во ова разединето општество ние нудиме опција да се обединиме околу оние работи што се важни. А важни работи, еве, нека се обединат за почеток околу нашата иницијатива. Вчера имавме средби со пратеници од ВМРО ДПМН, со пратеници од Социјалдемократскиот сојуз. Им реков вчера вечер, тоа е одлука на родителите, нареден пат ќе ве примиме само ако дојдете заедно. Не посебно. Вие сте сите наши. И ние сме сите ваши. Нема наши и ваши во ова. Ги покануваме и другите политички партии да не посетат денес, до 5 часот сме таму. Значи, ние сме нивни да дојдат да не посетат, доколку сакаат, се разбира. Дали вие како иницијатива би можеле да обедините Македонија? Да. Бидејќи кога ние се обединивме, ранриви, болни, сиромашни, секакви, значи ние има родители што едва преживуваат, самохрани мајки, самохрани татковци, деца со посебни потреби од 40 години со родители веќе баби и дедовци,
кога ние се обединивме, кога ние смогнавме Сири, има автостоп што дојдоа водители. Само да присуствуваат. Има водители што се кријат, пашат, меѓутоа со солзи се јавуваат дека не подржуваат. Значи, ова го правиме за сите. Дури и за оние што се кријат. Ке дојде ден и тие ке дојдат, меѓутоа многу сме. Во Македонија не има деци и водители над 70.000. Тоа се над 70.000 фамилии. Значи, нека си прерачунаат партиските кујни на било кој, ќе видат колку гласови се тоа. Бидејќи нели, тоа е битно за нив. Меѓутоа, ние имаме многу побитна работа. Тоа се децата и возрастните со посебни потреби. Дали тие им е побитно животот и здравието на децата или тиранска платформа? Па, значи, тоа ќе ги плашате нив. Јас мислам дека нема човек што било што друго му е побитно отколку здравието. Значи, сигурен сум дека тие посакуваат здравие за себе и за своите деца, без разлика дали се религиозни или не. Значи, се разбира, небитно е другото, треба да се ограничат на битните работи, што не поврзуваат. Значи, сите граѓани на оваа Македонија. Сите имаат совест, сите се луѓе, сите се надевам, јас сите верувам, сите се добри луѓе, некои само имаат заборавено да бидат добри, меѓутоа ќе ги подсетиме. Значи, ние кажевме, овде кампуваме пред вашата совест, а потоа физички само за да не видите, нели? Во Библијата се вери при очи да видите, при уши да слушнете. Значи, секој е добре дојден да не види, да не слушне. Доста е само било кој човек да дојде некој од нашите деца да го гушне, бакне. Значи, нема почисто нешто од дете со посебни потреби. Тоа дете не знае да мрази, тоа дете само сака. Значи, таа љубов не покренува нас, значи, болни и веќе изморени и се, значи, се ќе направиме за овие деца. И, значи, ако немат проблем, еве, тие што немаат проблем како нашиот, статистиките светски кажуваат, значи, докажано дека во идни на секој 20 дете ќе има некој проблем. Значи, доколку тие ни помогнат денес, ќе го разгазиме патот и ќе дојде момент, ако не дај Боже некој нивно дете, внуче, биде со посебни потреби, нема да го оди нашиот пат, нема да почнува од нула. Тие ќе помогнат, ако не дај Боже, дојдат во таа состојба во фамилијата, да не почнат од нула, ќе не имаат нас како советници и ќе имаат веќе институции, се што е потребно. Многу е подруго јаче кога не почнуваш од нула. Последен збор, вие ги поставате фундаментите за таа траса, да речем, за спасение на овие деца. Почитувани слушатели, почитувани гледачи, бидејќи не гледате на живо преку YouTube каналот, ве поканувам на 02-31-31-332, значи 02 за Скопје, 31-31-332. Веднаш по рекламите, се одиме со реклами, се враќаме у студиото. Останете со нас. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Почитувани 02-31-31-332, Зоран Мијалков, председател, или речам, еден од организаторите на иницијативата. Значи, јас сум еден од сите. Не сум ништо повеќе, ништо помалку. Значи, моето дете не зболува, мовам ја да зболувам наместо него. А родители, јавете се да се слушне вашиот глас, да не биде само дека некој се истакнува, не се истакнуваме во ништо. Сите сме ние едно и сме фамилија. Ајде, фамилија моја, јави се. Со оглед дека вие можноста и начинот да го артикулирате вашиот глас, вашиот став, вашето прашање, вашето барање, вашиот коментар, вашата иницијатива, вашата идеја, како да се надминат овие
горливи прашања. Од 2001 подпишан договор, да речам, јас спомнав дали тоа треба и натаму да остане како хартија или лист на маса, или дефинитивно како нормалните држави, тоа веќе го ефектуирале. Си има своја национална стратегија. Значи, доста е само на Google да отиде некој од И да се види колку функционерите е. и да види во другите држави. Не ли сакаме да бидеме дел од Европа, доста е да отиде и да види. Може само со копи-пасте да пренесе. Плюс тоа, ние како водители нудиме проактивни бавања. Значи, Така. тоа се бавања кои што не се само ти го давам бавањето и си седам дома, чекам да ми го решиш. Не, ние нудиме и решенија. Ние нудиме и наши проекти. Значи, ние се нудиме да успееме минимално од буџетот да се земат пари. Значи, има европски пари, има фондови. Меѓутоа, за да странците дадат пари, треба да има целосен отчет на тие пари, токму поради тоа на нас ни требат, значи, поголемите баки институциите да бидат во партнерски однос, тие да гарантираат дека секој денар, секој евро би отишол на вистинско место. Отчет ќе има за Меѓутоа, себе. тоа менаџирано од нас родителите, бидејќи ние знаеме точно каде што треба да се даде. При тоа, многу од работите што ги баваме се само некои измени во законите. Еве законот кој што вери до 26 години децата ги средува посебен додаток. А што очекуваат? Еве, дете со церебравна после 26-та ли? Дај Боже да преоди, ама тоа ќе биде до крајот на животот со церебравна. Како може ово, значи, ние баваме само да се избриши технички. 26 години и да си биде до крајот на животот. А кажете, дали ја знаме бројката на... Тоа е исто голема рак рана. Значи, нема регистри. Значи, сум конкурирал за некои проекти и европејците ти викаат, окей, супер е проектот, имаме пари што сме спремни да ви ги дадеме, меѓутоа, еве, кажи за аутизмот колку деца се. А за да им кажеш, европејците се знае. Се работи таму бирократски, ти баваат регистр. Регистри нема за децата. Нема регистр за аутизам, нема регистр за церебравна. Тоа може да се реши. Има комисии за категоризација, има матични доктори, има со труд и социјала, значи мора да се направат регистри. Значи, Што е проблемот да не се... Да не проблемот е желбата. Значи, треба да се има желба и волја и тоа ќе се направи. Ние, родителите, се нудиме бесплатно, волонтерски да учествуваме, понудивме во средбите со пратениците и со министерот, понудивме ние како родители да учествуваме како советодавен орган. Бесплатно. Значи, не може некој си од министерство да решава за аутизам, за церебравна, за даунов, па да нема врска. Значи, паша ги родителите, има здруженија. Ке не пашаат нас советодавно и ние точно, значи, некогаш за нешто се даваат пари. Пример, многу малку деца со посебни потреби се запишуваат средна школа. Се случи 160 дефектолози да се работат во средните школи, а има недостаток во градинките. Значи, куќа се гради од темел, не од покривот. Значи, да не паша нас родителите, ние ќе кажевме каде се најпотребни тие дефектолози. Не само да седи во канцеларија во некој средно школо, а во тоа средно школо нема деца со посебни потреби. Значи, ако е некое дете безобразно, во тој случај тоа дете не му треба дефектолог, а и кој средношколец би отишол кај дефектолог за да го зафакаваат три после. Значи, не. Почитувани, 0231313332 се отворени телефоните за вас. Очекувам ваши коментари, очекувам ваши идеи, очекувам еден диалог да воспоставиме меѓу самите нас тука во студиото и вие. И тие таму сите во светот кои не слушате. И мајчи факт, Зоране, дека Америка бев и таму видов дека доста е присутна појавата на аутизам кај деца, меѓутоа американците се многу крајно сериозни и се организирани во делот на светот. Новиот председател... Имаме слушател. Да. Ало, добар ден. Кој се јава? Повелете. Ало, Лјупче се јава. Можеме слушалките да ги ставиме, ако може Никола
е нашиот соработник. Поздрав до Никола, да ни даде контрола. Може на слушалки? Да, идеме на слушалки. Да, повелете. Кој се јава? Греков Любчо. Повелете, господин Лјучо. Обратно. Да. Мислам, не знам сега тоа што се бара дневен престој за деца со посебни потреби, така? Да, еве Милалков повели. Господин Лјупчо прашува дали уште еднаш ке повторите го, господин Лјупчо? Не, тоа ми се не си уформа. Не, форма со тоа што конкретно прашање до господинот Мијалков, Да. мојот соговорник, повелите. Да, сакам да прашам, што се бара од државата? Национална стратегија да се дефинира. Значи, Добро, стратегија се бара и за националните интереси, и за градинки треба да има деноноќно да работат. Мислам дека би требало и за тоа да има. За тоа што бараме наталитет, а нема кај да си оставиме децата. Малечки деца одиме на после стратегија, Да. овие што се гениалците што има, Да. гениалци, им треба и на нив позабрзан воз да има. Разбираш? Значи него сега моето дете информатика работи програмирање 7-8 години, а нема учебник. Разбираш, учебник нема, а оно веќе работи со возрастни. Значи, темата ни е за децата со посебни потреби. Со оглед дека се сочувствувам за овој проблем, вие што го спомнавте и тоа треба да се третира, но еве говориме за најранливата категорија, тоа се деца со посебни потреби. Добро, наистина ми е жал и сочувствувам, но сакам да кажам дека деца со посебни потреби си некои спортисти што се надарени, интелектуалци, деца што и они имаат посебно, не може да дојде со некој што не му се ни учи, разбираш. Не отвара книга, тој треба да има исто посебни потреби и да се третира како дете кое веќе во забрзан развој и треба да му се даде за нив треба стратегија за надарени ученици. Значи тоа го има во странство. Значи една категорија се деца со пречки. Втора категорија се деца кои што учат, трета категорија се деца кои што се надарени. Значи, надарените деца им дури посебни училници, по посебни програми учат. Значи, ако вашето дете е надарено, барајте го тоа. Значи, мора да се бориме за сите деца. Особено ако вашето дете е надарено, значи, може би утре тоа дете ќе стане компјутерски стручњак кој што ќе развие софтвер, што би му помогнал на моето дете со посебни потреби. Значи, борбата е за сите деца, брат. Благодарам, Лјупчо, многу. Одиме слушатели и натаму со вашите војни, мајчи факт дека ова е доста горлива тема, прашање кое треба да сите ние да се здружиме и да го надминеме, да го решиме ова прашање. Бидејќи, реков, американците, не се американците, спомнам и скандинавците, и другите држави многу се организирани и даваат се од себе да се надминат овие проблеми, да се решат овие проблеми. Па да, сме биле родители, знаеме. Значи, тоа е кога видиш како се третирани децата и кога ќе се вратиш овде и доаѓа до разочарување. Меѓутоа, не значи тоа ако сме позади нив, дека не можеме со волја. Да, со значи тие нудат, значи има центри странски кои што нудат наши луѓе да ги патиме на обука таму. Значи, мене и тебе не паќаат на обука во некој скандинавски центар за деца со посебни потреби. Значи, таму не само што ќе не обучат, туку и ќе работиме директно со деца. Па кога ќе се ватиме во Македонија и се отвори центар, ќе можеме тоа да го примениме овде. А не да се случи да се отвори центар, па накнадно ќе обучуваме кадар. Значи, не може кафана без инвентар, не може тревник без да го насадиш. Така. Имајќи факт дека во рамките на вашите барања слушам дека во тој центар, значи прифатен центар, кај што родителите би можеле децата да ги остават на некој саат на организација на сето она, за да можат да вршат и други работи обрски. Како е фидбекот на сето тоа? Значи, моментално, знаете како е. Тоа е во многу навати тоа го кажав, значи, пак ќе се повторам. Дали е научна фантастика? Зашто не може не е научна фантастика, меѓутоа,
се знае, кажав како, куќа се гради од темери. Од основа. Прво обучуваш кадар за таков центар да има. Меѓутоа, што треба? Пред да се дојде воопшто до детето до центар, значи треба испитување, да видиме што е проблемот кај тоа дете. Врз основа на тие испитувања треба стручни лица, доктори, да определат точна диагноза и да се определи врз основа на тие испитувања и резултати точна терапија. Значи, дете без терапија, во најдобриот центар да го ставиме, нема да има резултати. Значи, треба испитувања, диагностика од стручни доктори, терапија, понатаму обучување на кадар, потоа доаѓа центарот во кој што ставаш дете со терапија, Така. со точна диагноза, со стручни лица, тогаш максимумот се вади од овие деца. Освен тоа, ние родителите се нудиме да волонтираме. Повеќе од родителите веќе се и обучивме. Ние сме стручен кадар веќе. Бидејќи немаме стручен кадар, или ако имаме не е доволен, мораме, ние сме приморани, значи да бидеме и родители, и терапевти, и доктори, и што ли уште не. Значи, нашата држава, значи, тоа камен да си ќе пукнеш еден ден. А ако пукнеш, нема институција каде да биде сместено детето после тебе. Еве, да починам, нема каде да биде моето дете. Моето дете не е за Вобавдовци, другите деца не се. Значи, за нашите деца треба и центри за после нас. Или немало центри, има повисоко функционални, кои што би биле сместени во индивидуални станови и куќи со припомош. Плюс тоа, може да работат повеќе од овие деца и возрастни со посебни потреби. Може да допринесат во оваа држава. Меѓутоа, има закон за вработување за лица со попреченост, меѓутоа се заупотребува. Мова тој да се контролира. Не само некој газда да ни вработи дете со попреченост, тој да зима пари и бенефиции од државата, Да го злоупотреби. а во многу случаи тоа дете не го доувија тоа што е договорено. Значи, еден од проблемите си родителите. Мора да се бориме. Да. Значи, оној што се бори, победува. Оној што седи дома, па не можеш да обвиниш министер дека не се грижи за тебе, Ако не покажеш ако ти интерес. не му покажеш интерес. Така. Нема министерот да дојде од дома да ти каже ајде да видам што ти е проблем, ќе ти го решам. Го нема тоа ни во странство. Детето ако не плаче мајката, Да, нема да, го храни. така е. А почитувани 31 332 02 за Скопје. Еве поздрав до исто така организацијата која исто ве следи вас, тоа е од Гевгелија, тука е Да, поздрав. до господин Александар кој е исто така и неговиот тим, кои упорно и работат, има своји работилници и во Гласот на народот на минатата сезона исто така дадо свој контрибут. Еве ги очекувам. Поздрав до Аце. Аце, специјален поздрав и до тебе. Со оглед дека вашите искуства, вашите знаења, убаво е да се слушна, се преточат на и во оваа емисија, на оваа фреквенција, значи почитувани го слушате и гледате Гласот на народот на радио Слободна Македонија на 96,0. Знам дека не слушате и надвор од Македонија во диаспората. Еве, повелете, јавете се. Стереотипот, Зоран, ме интересира. Како е стереотипот кај нас? Ние сме Значи, типични сме. целосна отвореност од општеството. Значи, треба целосна интеграција во општеството. Значи, еве да ви кажем, ни се случи родители, имаме примери кај родител од христијанска вероисповед. Да му се случи детето да му се каже дека неговото дете со крици смета во црквата, друг случај детето со крици пречело на верници што се молеле во џамија. Значи, што велат Библијата и Куранот? Посетете ги болните, нахранете ги гладните, сакајте се меѓу себе, помагајте си. Значи, без тоа можеш да бидеш само религиозен, не можеш да бидеш Не верник. вистинска смисла на зборот. Па токму тоа мене ми пречи та помодарство, да речем тоа што денска тој мејкап, таа шминка што носиме на самите нас, не ја кажувајќи внатрешната енергија што ја имаме или ја немаме, што никош не е доценно да ја добиеме и да внесеме, слушајќи ги, следејќи ги подобрите од нас.
Почитувани, знам дека сте подобри од нас и што не слушате, ни што не гледате, па затоа ве поканам да ни се јавете, да ни дадете некој совет, некоја идеја, некое прашање, нова тема, бидејќи лесно е да се биде наблюдувач, тешко е, навистина потешко е да видиш вклучен и да речеме така, но како и да е, ајде сите да бидеме градители, да го градиме, да го дефинираме овој национален, ова национална стратегија. Зорам да бидам искрен, не само националната стратегија што е многу круцијална за вас родителите, за сите нас во државата, што треба да ја дефинираме, с краја да ја ние немаме наша национална стратегија за самата држава. Немаме кој клин, кој плоча, гледаме што ни се случува. И доаѓаме во ситуација да еден со друг очи вадиме, а заборавајќи дека ова е се што имаме. И Македонија и македонскиот народ треба да Па затоа треба да гледаме што не поврзува. Многу е ресно да си најдеме мана меѓу себе. Така. Нели? Ке најдам нешто за да не те сакам. Не, ајде да најдеме Заедничко. што не поврзува. Значи, сите сакаме да се развеселиме, сите сакаме пријатели, сите се... Значи, тоа е битното луѓе, значи љубовта меѓу нас. И не треба ништо да ја убие таа љубов. Така. Со оглед дека имавте средби со пензионерите, така, или како беше што имавте нешта иницијатива, ве посетиле во врска... Да, значи денес прочитав, не посетија тука во Скопје, прочитав за пензионерите од Штип, дека ги посетиле децата со посебни потреби. Тоа е поздрав до нив, благодарност, бидејќи тоа се нивни внуци. Не мора да бидат родени внуци, меѓутоа тоа се нивни внуци. Еве пензионерите помислили на децата со посебни потреби, голема благодарност за нив. Што најмногу исто така најдувате на проблеми околу лекарствата? Па околу се. Да. Буквално околу се. Значи, веќе сме при крајот со здравието, значи, има родители, значи, многу е страшна ситуацијата. Затоа јас си ги поканив, значи, оние што можат да ни помогнат, платеници, функционери, министри, ги поканивме да бидат гости во нашите домови, 24 часа. Значи, кога тој министер или пратеник ќе види, ќе дојде кај мене, пример, и ќе види... Да помине едно деноночие. И ќе види како плачеме од мака, како се прорачунуваме, како месецот ќе го извадиме, како ќе се вознемири дето, како срцето ти крвари, и кога ќе види како моето дете ќе го сака, бакнува и ќе биде среќно што воопшто некој не посетил дома, кога ќе го види тоа, кога ќе види како е на родителите со церебрална, што значи возрастно дете, маж, жена, родителот на стари години да мора да го крева во раце за да го бања. Значи, нека дојдат да го видат тоа. И ако решат дека на нас не ни треба помош, ние ќе се повречеме. Меѓутоа, ако дојдат и да видат со своји очи, да бидат дел од едно наше денонокие, нема некој што нема да се сети дека е човек и што нема да поработи неговата совест. Ми дадовте добра идеја и наистина ве чупата ме на идеја, една порака. Видов дека поранешната министерка за труд и социјала Поита веднаш кога разбра дека имате средба со пратениците на ВМРО ДПМН. Затоа реков, тука е тој спринт, тоа трчање. Колку е таа искрено, колку е таа честно, колку е таа морално и конечно ние сме благодарни на сите. Значи, ние ги поканивме сите граѓани, без разлика на националност, верска припадност, политичка припадност, ги викавме сите да ни се приклучат. Им благодариме на сите. И на пратениците на ВМРО ДПМН и на пратениците од Социјалдемократскиот сојуз. Тие двајко во себе си знаат дали се бире искрени или не. Значи, не можам јас да кажам дали некој е бил искрен или не. Дали некој е пробав да прави политички поени или не. Да. Значи, тоа е пред нив и нивната совест. Ајде, вклучиме гледаш на линија. Добар ден, кој се јавува? Ало, добар ден. Да, повелете, кој се јавува? Се јавува вашиот пријател Јове Бурне. Јове, повели. Така, најпрво сакам да ви ги честитам великденските празници кои што помина и да ви Христос воскресе. Христос воскресна.
Поздрав и до вашиот гостин. Јове, ти си лекар, медицинско лице. Еве, како лекар, што би додал, што би кажал? Наспроти мене е Зоран Мијалков, еден од родителите, еден од големите борци за правата, за врските од државата кон децата со посебни потреби. Повели. Така. Па, видете, господине Томич, ние македонците сме, како што знаете, и од Бога ни е дадено тоа да сме хумани луѓе. Знаете, и индивидуалците не го прават тоа во општеството. Општеството го прави тоа. Знаете, ние македонците сме секогаш и хумани луѓе и сме миролюбиви луѓе и всушност ние го имаме тој дар од Бога дадено да сме мултинационална, мултиетничка држава како Македонија, во која секогаш и секаде ќе се негуваат правата и на сите други, и на сите националности, на сите вери, без разлика дали македонци, дали албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, без разлика дали христијани, муслимани, евреи, католици. Значи, ние го имаме тоа право од Бога дадено да располагаме и да помагаме и на сите. И знаете, и кога се случија и поплавите во нашите соседни држави, колку помагавме, и кога се случија и кај нас поплавите, и секогаш сме спремни како македонци, како сите други кои што живееме на ова парче земја да помагаме не само за нас, туку и за нашите комши, за нашите пријатели. Знаете, ние македонците како народ го имаме тоа право да ние сме првите христијани во Европа. Христијанството прво дојде на кај нас во Македонија, нели, како што знаете, првата христијанка е од Македонија, од градот Филипи. Исто така, нашата Охридска архиепископија е првата православна христијанска словенска црква на Балканот и знаеме колку пати во минатото се обидувале да некои други да ја затворат, да ја срушат. Меѓутоа, ние го држиме тој континуитет на христијанството, на православието, на хуманоста во Македонија и тоа, впрочем, не одликува сите нас македонците и навистина е жалосно тоа што сега се прави со нашата држава, кога некои, можеби надворешни сили се обидуваат од Македонија да направат од мултинационална, мултиетничка, бинационална држава во која што ќе има само два народи, македонци и албанци, а сите други ќе бидат избришани, ќе немаат никакви права во оваа држава. Тоа е навистина жалосно и мислам дека тоа не треба да се случи, затоа што ние го имаме тоа наследство и од мајка Тереза и од светиот апостол Павле и ние сме хумани луѓе и понатаму ќе продолжиме да бидеме хумани, ќе ги негуваме правата и на сите други во оваа држава. Јове, нешто во ред многу кажано секако во фокусот и интересот на слушувањата, но еве и за оваа иницијатива на Сдруженијето на родителите на децата со посебни над 20 здруженија. Над 20 здруженија, тоа значи еден конгломератен позитивен, да речем, еден голем склобир, каде што наистина се упатува апел за една национална стратегија. Еве те прашувам како лекар, како го толкуваш? Дали натаму треба да се биде наблюдувач или активен чинител и субјект кој треба да ги надминат овие недоречености, незавршени работи? Апсолутно треба да се даде активна поддршка и на Сдруженијето и на сите други хумани здруженија кои што се во нашата држава. Значи треба апсолутно да се помага и да добие што е можно поголем публицитет и на медиумите и на ние што сме активни на социјалните мрежи, на порталите и секаде, затоа што тоа е благородна професија да се помага, да се биде хуман и не само на децата и на луѓето што се со посебни потреби, треба да им се помага и на сите, и на сиромашните, и на бездомниците, и на сите други кои што имаат потреба од малку помош. Сите знаеме дека сите можеме да дадеме малку помош, тоа не значи ништо за нас, меѓутоа за тие луѓе, за тие души на кои што им треба таа помош, тоа значи многу и навистина се сложувам со овие здруженија и им посакувам многу успешна работа и Господ да ги благослови. Благодарам. Тоа е хумана работа. Благодарам многу, Јове Бурне, уживо во Гласот на народот. Одиме, Никола, имаме ли уште некој гледаш на линија? Реклами. Одиме со кратки реклами, се враќаме во студиото, почитувани 02-31-31-332. Ми значат вашите јавувања, ми значи вашата поддршка и мене и особено на Зоран Мијалков, родител на чие дете наистина има особени способности во фудбалот, за колку што се. Да, значи сите деца си имаат своји способности. Така. Меѓутоа ако се развијат, значи тој многу сака да игра со топка, меѓутоа така.
Значи треба стручно, Услови. да. Да. Требаат услови. Одиме со реклами, се враќаме у студиото и вашите јавувања. Останете со нас. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас од Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Да, драги мои, веќе имаме нов слушател. Ало, добар ден, кој се јавува? Повелете. Добар ден, Томич, поздрав за вас и екипата, поздрав и за слушателите и поздрав за гостиното. Член на Националното координативно тело за еднакви права на инвалидите на Република Македонија. До скорошен, до пред 2 месеца, 2 мандата бев. Добро. Многу ме нервира кога хумани луѓе не да се фалат, туку и кажуваат своите работи дека хумани се према таа категорија на луѓе во Македонија. Од секогаш сум бил јас против тоа, туку сум бил секогаш на сите дебати што сме ги имале, како со станоци, така и округли маси, секогаш сум бил да со закон се регулираат правата на таа категорија инвалиди. Затоа што хуманото решување е денеска за денеска, за утре што правиме. А тие инвалиди, поготово е со рана парализа што се во колички, имаат 24 часа имаат потреба од помош. Према тоа, минатата година успеавме да добиеме одобрување за 100 возила УВОЗ за таа категорија на луѓе со 3000 евра партиципација за секој корисник. Меѓутоа, јас го поставив тоа прашање. Ние сме регистрирали околу 100.000 инвалиди во Македонија. А 100 возила тоа не е ни 0,01%. И предложиме ние да дуплираме на 200 возила. Ајде, не требаше да гласам и ја за тоа, ама гласав. Подобро е 200 отколку 100. Меѓутоа, треба да се назначат точни правила која категорија, која инвалидност, тоа ние го регулиравме, меѓутоа, за жал, малце се злоупотребува како од членството, така и од семејствата, така и од институциите кои ги даваат тие дозволи. Најмногу бев против тие што не може сами да возат, некој треба да ги вози, се направи првиот пат пред 15 години мене да ме однесе синот или сопругата или било кој возач до Охрид, да ме остави таму со возилото, тој да се врати со автобус, после тоа да дојде да ме земе пак со автобус и да ме донесе мене со возилото. Че, ви се заблагодарам со оглед дека имаме уште некои слушатели. Многу ви благодарам и Зоки. Уште малци имам. Да, повелете. Према тоа, значи, секогаш јас сум бил против такво нешто и успеавме тоа да го направиме и повторно имаме барање не само за 200 возила, туку да се возможи на сите инвалиди кои имаат потреба за возило да може да ги донесат. Понатака, за архитектонските бариери. Тоа е катастрофа до катастрофа. Во Скопје нешто е направено. Меѓутоа, тоа е јако е со закон регулирано. Многу малце се гледа кон тоа, така да стојам за овие барања на овие инвалиди и иако не сум веќе член, постојано ќе настојувам да помогнам и многу повеќе. Благодарам многу за вашето јавување. Почитувани, ваш придонес евидентен е. Никола, јаме ли гледаш на линија, слушател? Зоране, веќе денеска завршува иницијативата? Значи, денес завршува за овој месец. Ние кажевме додека да се формира нова влада. Ние секој месец во истото време, 20, 21, 22 сме овде во Скопје, исто во Жена парк, пред Собрание. Значи, секој месец во исто време ќе бидеме овде додека да се формира нова влада. Кога ќе се формира новата влада,
тогаш ќе се собереме во Скопје од цела Македонија, децата, возрастните со посебни потреби, инвалидите, значи сите ќе се собереме со нашите фамилии, комшини, роднини. Значи сите тој ден ќе дојдеме во Скопје на мирен собир, како што е сега. Значи не е протест, мирен собир, ние не протестираме против никого, немаме ништо против никого, ние баваме разбирање и интеграција целосна во ова општество. Значи, понатаму се разбира. Имаме доставено бавања во кои што се подерени. Во првите 100 дена што треба владата да ги направи, во наредните 6 месеци, во наредната година 2-3. Значи, првите бавања кои што можат нова влада, било кој да ја формира во наредните 100 денови, значи тоа се наши бавања кои што за нив не е потребна некои големи средства од буџетот, значи тоа се бавање, како што го кажа, бришење на 26 години во законите. Така, интересно што ме потекна за таа иницијатива, што спомна, дали еден министер треба да преночи, да помине 24 деноночие со децата со посебни потреби. Едно деноночие со семејство на самохрани мајки, да речем. Да. Едно деноночие со исто социјално тешка категорија, ранлива категорија, како што канцеларот на Австрија бил деливеран, значи носел пици низ становите, мада тоа е малце порелаксирано за разлика од се тоа. Тогаш ќе го добие мандатот или ќе го добие гласот на народот и волјата на народот. А дали ве посетија представителите на политичките партии? Значи, се уште никој не нема посетено од нив. Еве да кажеме, ги покануваме јавно. Значи, бидејќи тие се исто обични луѓе, наши баќа, значи, живееме во иста земја и дишеме из воздух, имаат чувства, имаат фамилии, значи, зошто да не си ја прошиват фамилијата? Ние можеме да бидеме нивна фамилија, така што ако дојдат, ќе бидат добре дојдени, ќе видат колку нашите деца знаат да сакаат. Значи, еве, ние кажевме дека никој нема да поканеме, еве ги покануваме. Значи, доколку сакаат, сите се поканети. Сите, не само тие не се ништо повеќе и помалку од нас, нели, само имаат функција, меѓутоа, пред Господ и пред другото многу е битно дали има срце и душа. Значи, ти можеш да бидеш што сакаш. Значи, секој еден што сака, денес до 17 часот ние сме во Жена парк. Поверете, подпишете се во книгата за поддршка, бидејќи ако нашите 120 пратеници се случи да не поднесат некој од законите, ние ќе ги поднесеме со 10.000 подписи, што Уставот ни дава за право. Така да, но би било убаво, кажав, едногласно да се донесуваат овие закони, бидејќи во ова нема политика и треба конечно да се свестат и да се обединат околу живото важните прашања. Значи, живото важни прашања. Значи, нашиот живот ќе заврши, што ќе биде со нашите деца после нас? Значи, ако сакаат да бидат запаметени со генерации, нека помогни на човек, помогни на детето на човекот, ќе биде запаметен со генерации. Секогаш ќе бидеш човекот кој што е помогнав на моето дете. Човекот кој што е помогнав на нашите деца. Тој човек никогаш нема да се заборави. Зоран, да ти благодарам многу што беше гостин во Гласот на народот. Посакам добро здравје и успех во работата. Вам, почитувани, благодарам што бевте соговорници мои. Благодарам на Јове Бурне кој дава поддршка на иницијативата и бара линк од вас за да ве поддржи преку социјалните мрежи. Почитувани, тоа беше Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Денеска е сабота, 22 април 2017. Продукција Радио Слободна Македонија. Бите живи, здрави, пријатно. Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми,
Соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за теми, соговорници е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот.